Поканени сме овде да одадеме почит и поддршка на нашиот колега Љубомир Огњеновиќ и соработник, и истовремено да изразиме револт према статусот на здравствените работници во Република Македонија. Огорчени сме на целата ситуација и бараме подитно да се променат состојбите. Сакам да кажам дека со овој собир сакаме да изразиме нашата поддршка на доктор Љубомир Огњеновиќ и нашите желби за побрзо оздравување и враќање на работните задачи. Би сакале да истакнеме дека овие денови сите сме со доктор Љубомир Огњеновиќ и сите се чувствуваме погодени и повредени со страв и со душевна болка. Но истовремено сигурни сме дека доктор Љубомир Огњеновиќ брзо ќе се опорави и ќе продолжи како и досега со својата хуманост и значење да им помага на пациентите. Со верба во него, веруваме и во себе дека заеднички ќе ги надминеме овие моменти и уште посплотени ќе продолжиме со нашата хумана мисија. Во оваа прилика сакаме да укажеме дека секогаш сме биле во служба на пациентите, на штета на нашите најблиски и во ниеден момент, па ни сега во тоа нема да има дилема. Затоа јавно истакнуваме, пациенти, ние сме со вас, ние не сме против вас. Истовремено сакаме да го искажеме својот револт кон понижувачкиот статус на здравствените работници и здравствените соработници. Статус кој е резултат на долгорочните политики во здравството кои доведоа до омаловажување и деградирање на здравствените работници и соработници. Невидената хајка против наистакните и најмладите доктори како недоволно едуцирани, корумпирани, неодговорни и непријателски настроени кон пациентите се директно вперување прст кон нив како главни виновници за несаканиот исход во лекувањето на пациентот. Кога ние предупредувавме, вие одбравте. Кога ние велевме дека сме против проектот Пучинок, вие одбравте. Кога ние велевме мој термин не, вие одбравте. Кога ние велевме заедно да изготвуваме новата законска регулатива, вие одбравте. Кога ние велевме не сакаме чип картички, вие одбравте. Кога ние велевме не ги уценувајте специјализантите, вие одбравте. Кога ние велевме директори не вршете мобинг, вие одбравте. И така натаму, и така натаму. Овој немил настан само ја прелеа чашата, која одамна беше полна и не сплоти сите заедно да кажеме не, доста е, ова повеќе не го прифачаме. Ве повикуваме заедно да ја подобриме состојбата во здравството, како рамноправни партнери со иста цел, квалитетно и достоинствено и за пациентите и за здравствените работници и соработници. Ја цениме вашата морална одговорност, ја цениме повелбата за донесување закон за докторска дејност. Под број 1 бараме систем за заштита на достоинството и угледот на здравствените работници и соработници. Под број 2 квалитетна и професионална заштита на здравствениот работник и соработник. Под број 3 самостојниот синдикат на клинички центри да биде равноправен партнер во изготвување на нова законска регулатива од почетната фаза. Под број 4 законот за сестринската и акушерската дејност во кој ќе бидат опфатени и сестрите со средна стручна спрема и долго работно искуство. Под број 5 бенефициран работен стаж за оние профили на кои им следува. И под број 6 дополнителна работа без никакви условувања. И под број 7 законот за докторска дејност да донесе достоинствена минимална плата за докторите. Сега слушнавме многу барања и она што сега последно го кажавте, сега ова како можеме ние да го квалификуваме? Штрајк, бојкот, револт, протест? Значи ние не штрајк, ние фино кажавме тука дека ја цениме моралната одговорност од министерот. Дека ја цениме повелбата за донесување закон за докторска дејност. Тој во ред, меѓутоа Што е ова? Која форма дека сме е ова? за соработка. Не сме за Дали е ова протест? Ова е протест, прво е поддршка на колегата. Значи, овде е символична. Не, ова е еднодневен протест кој се надеваме дека надлежните институции ќе го разберат, ќе го сватат и ќе имаме понатака рамноправна партнерска комуникација. Имаше доста реакции во медиумите и на социјалните мрежи, прашуваат зошто порано не се оградивте од двајцата анестезиолози за несреќниот случај што се случи во Гевгелија. Како фела, зошто не излеговте и не се оградивте и да им дадете сочувство на семејство?
зошто ние како Фела не се оградивме. Не знам сега тоа, вајда би требало лекарската комора да искочи за тоа, не синдикатот на клинички центри да го повика своето Лекарите се членство. тука меѓу вас. А иначе, верувајте ми, Сите сте сега... лекари. Сложувам се тоа. Апсолутно сме на страна на пациентите. Апсолутно сме за пациентите. Во ниеден момент, па и после овој немил настан, не ни доаѓа на памет да сме против пациентите. Значи, ние жртвуваме своите семејства, своите фамилии за пациентите. Целиот живот, од едукацијата до непроспиени ноќи на дежурства и по сали, сме го посветили и го посветуваме на пациентите. Ние ќе продолжиме со тај понатак. Секако има грешки кај нас. Али целата состојба што е кумулирана со години не е наша грешка се. Се случува денеска на тие барање? А еве, бараме систем за заштита. Сите за 7 барања имате ќе ви ги достави. Значи, системот ние не можеме сами да го направиме. Бараме кога се изготвува системот, кога се прават решенија во законите за здравствена заштита, да бидеме активни учесници. Дали овие барања ќе ги доставите да правите вашите барања? Денеска протестот, а Еве, например, у каква форма ќе продолжите? Продолжиме во форма со соработка со Министерството. Ние овие денови видовме еден позитивен сигнал, позитивни чекори од министерот и од Министерството и мислам дека ова е крајно време да заеднички идеме кон тоа да го подобриме. А каде беше синдикатот до сега? Ова е прв пат од кога ова раководство е назначено да излезете на улица. Сега гледаме пароли, бенефициран работен стаж и слично. Ова ќе прерасне во нешто друго или ова е револт кон односом кон нашиот Овие се колега? барања кои се во континуитет, сите. Значи, терминот, ако памтите и ако пратите, ние не го прифатиме. Тие медиуми што комуницираа со нас, ние им кажавме дека за нас терминот ваков како што е направен, дека не функционира во пракса и дека не е прифатен. Но за жал немавме слух. Кажавме и за проектот, по учинок. Кога ќе чекате, да, до кога ќе чекате? Ќе каже сам Тодоров да после. Разговарате. Па сега да видиме времето како ќе Конфузно одбива, да е, не ги не, предвидуваме. само се работите. мотам. Однапред, јас истакнувам дека сакаме коректна соработка. Не ни треба нас како здравствени работници, поготово во овој момент турбуленција. Не гледаме ти што и да направиме, па ќе седнеме да преговараме. Затоа ние сакаме во овој момент да ги отпочнеме преговорите, да направиме еден квалитетен, функционален систем кој ќе биде со задоволство и за пациентите првенствено, а после и за здравствените работници и соработници. И никако не можеме да добиеме термин, никако. И сега сум дојден со приоритет. Никако, и мора да чекам цел ден додека да ме приготват. Лековите мора да ги земам, скапи се, без рецепта и така. Од никако. Со нив живеем. Веќе четврти пат доаѓаме. Миналата недела бевме тука, не пуштија во некоја приватна ординација за да земат некој бриз за испитување. Во вторникот докторот не беше тука. Во четвртокот, во петокот, миналиот петок не беше другиот доктор таму што треба да го направи испитувањето. Денеска дојдовме, зема за испитување, меѓутоа не знаме дали резултатите ќе бидат, како да кажем, денеска прегледани. Затоа што тој доктор што треба да ги прегледа, можеби денеска не е на работа. Така не е. Значи тоа се влече веќе 10 дена. За овие 10 дена уште ништо не сме завршили. Значи денеска не се знае дали ќе завршиме. 4 пати доаѓате од Струмица. 4 пати од Струмица доаѓаме. Што да ви кажам? Значи можеби и докторите не се видовни, али пациентите па најмалку. Тие треба и нив да се прашат како им. Трошкови, денови се губат, можеби, не знам, можеби ќе биде и касно еден ден за таа интервенција, затоа што деновите се одат. Толку.